Италија е респектабилен партнер на Македонија во економскиот живот со вкупно 367 милиони евра на годишно ниво, а само годинава во првите 9 месеци забележан е пораст на соработката од 6,6%, истакна вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев на промовирањето на канцеларијата на италијанската конфиндустрија во Македонија. Во изминатите месеци забележан е пораст на извозот од 7,7%, вели Андјушев. Македонија купува од Италија, но Македонија се обидува и да продаде нешто во Италија. Тоа е добро, ние како влада ќе поддржиме секоја соработка со сите земји, а посебно со земјите од Европска унија, а посебно со земјите кои што се високо индустријски развиени како Италија. Она што сакам да го кажам е дека владата ќе сака да ги охрабри сите инвеститори во Македонија и во Италија да меѓусебно соработуваат. Посебно ќе ги охрабриме директните странски инвеститори. Италијанската асоциација Конфиндустрија опфаќа 155.000 компании кои вработуваат 5,4 милиони луѓе. Пред присутните Андјушев презентираше и дел од економските мерки кои ги нуди владата како стимул за инвестирање. Секоја странска инвестиција, без разлика дали ќе се наоѓа во бесцаринските зони или ќе се наоѓа надвор од нив, а ќе биде гринфилд инвестиција, ќе има прво даночно олеснување и пакет на даночни олеснувања, што значи данок на добивка 0 во 10 години, персонален данок 0 во 10 години, а тие што ќе бидат во бесцаринските зони и ДДВ, при увоз 0 и царински давачки 0. Тоа е класичниот или стандардниот даночен пакет. Вице-премиерот најави дека на барање на полска компанија очекува за неколку недели Министерствата за економија и за финансии да ги усогласат ставовите околу намалување на царината за увоз на литиум-ионски батерии, наменети за електрични возила и мерката да стапи на сила, а во однос на фени изрази оптимизам дека ќе се рестартира и дека целосно ќе бидат обештетени помалите доверители.